Медиумите, социјалните медиуми, брзиот пристап до информациите, рекламите, дезинформациите, динамиката на времето во кое живееме го наметнуваат однесувањето на нас како поединци. Па така свесно или не, често стануваме жртви на консумеризмот и купуваме работи кои искрено не ни требаат. Во ово издание на Приказна ќе зборуваме токму за консумеризмот. Па во денешното време децата се повеќе се пред екраните, самите сме сведоци и гледаме. И самото тоа што го гледаат на екраните содржи наратив кој што е доста консумеристички. Например, видеа со експлицитни содржини каде што нешто се рекламира, видеа во кои што имплицитно нешто се рекламира, децата се доста изложени и да, тоа може да влијае врз нивното детство, како ќе се развиваат и како ќе се созреваат. За почеток, првото што го гледаме е деца кои што се доста незадоволни, сакаат уште и уште. Самото гледање на видеа лачи допамин, а и самото купување на нешта лачи допамин, така што децата сакаат уште и уште од тој допамин. И кога купуваат работи или ние им купуваме работи, тоа не им ја пополнува празнината, затоа што тој допамин се лачи само во тие ситуации. Значи, децата најпрво тоа што го гледаат сакаат да го имаат, без разлика дали е соодветно за возраста. И ако го добијат тоа што го бараат да го имаат, прво не знаат што да прават со тоа. Потоа почнуваат да се облекуваат, да се шминкаат, девојчињата, машките да добиваат поскапи компјутери или PlayStation или слично, што не е соодветно за возраста и со самото тоа еден аспект на созревањето се забрзува, а другите социоемоционалните аспекти се успоруваат. Во пракса се почесто гледаме деца кои што имаат пониска самодоверба и кои што не добиваат се од тоа што го бараат, а го гледаат во тие маркетиншки видеа, кај нив има голем пад на самодоверба и исто така има едно чувство на неприпадност со групата, со толпата. Јас го немам тоа, а го немам значи не сум. Така да доста влијае на пад на самодовербата и доста влијае и на развој на незадоволство и несреќа. И во некои случаи дури и очај. А и консумеризмот доста проблеми прави во семејствата, почнуваат кавги, забрани, ограничувања или допуштање, што исто така не е здраво за емоционалниот развој на децата. Доста се поистоветуваат, затоа што децата кога ќе ги слушнеме како разговараат, викаат сакам да имам геймерско столче како тој лик, сакам да имам ташна како таа и таа јутуберка, сакам да имам шминка како таа јутуберка. Значи, се истоветуваат, тие се денешните рол модели. Јутуберите, инфлуенсерите се денешните рол модели, затоа што реков, нели, децата поголем дел од времето го поминуваат пред екраните и детската психологија оди така, ако го имам тоа што го имаат сите, значи припаѓам и сум прифатен. Ако го немам, се создава чувство на незадоволство, пониска вредност, несреќност и слично. Родителите најмногу влијаат во создавањето на тие навики, затоа што ние како родители им го пренесуваме материјалистичкиот скрипт. Тоа значи односот кон имањето и трошењето и поседувањето. Ние како родители, ако не го поставиме правилно тој скрипт, односот на потрошување, поседување почнува да станува во некои високи размери. И ние како родители сме должни да им објасниме на децата кој е односот помеѓу трошењето, поседувањето, колку е доста, колку е доволно, што друго може да се прави наместо да се купува и да се има. Ние сме тие кои што имаат главната улога. И тоа можеме да го правиме на многу начини. Еден начин е преку разговор, баш за ова што го кажав, односот меѓу имање, поседување, среќа, задоволство и слично. Вториот начин е да им објасниме како тоа купувањето и консумеризмот исто влијае на планетата Земја и загадувањето. Многу деца тоа не го знаат, каде одат тие пластични играчки, PlayStation, компјутери и слично. Третиот начин е да ги учиме на благодарност, да бидат благодарни со тоа што го имаат, со тоа што е доволно, што во последно време не го гледаме често. Меѓутоа е важно да се научат и ние како родители тоа им го пренесуваме. Важно е да ги поттикнуваме да размислуваат критички, се постојат секакви случаи во пракса индивидуални. Некои деца се уште мислат на 10 годишна возраст дека тоа што го гледаат во видеата е вистинско, а некои деца знаат и најдобро е од мала возраст да им се
да се почне да се работи на тоа критичко мислење, да се прашуваат децата дали тоа што го гледаат е вистинско, да им се објасни зошто не е вистинско, да им се кажат сите факти и децата потоа ги прифаќаат и почнуваат и самите да размислуваат. Потрошувачкото општество постојано ја промовира идејата дека поседувањето на многу материјални добра ве прави среќни. Попусти, распродажби, посебни понуди се фина маркетинг алатка која предизвикува реакција, импулсивно купување, често и непотребно. Консумеризмот има силно влијание на децата кои се изложени на бројни маркетинг пораки и таргетирани реклами. Огласите, рекламните пораки на дигиталните мрежи и онлайн медиумите, исто така и инфлуенсерите, имаат силно влијание врз јавноста, вклучително и врз младите луѓе и децата. Вистина сметам дека конзумеризмот во голема мера влијае врз децата. Зашто? Нели? Затоа што никако како да заборавивме да правиме селекција на она што им даваме на децата да го гледаат. Во на 24 часовна трка на родителите по пари, по личен раст и развој и слично, забораваме да бидеме оној контролен механизам кој што на децата може да им да речам направи селекција на тоа што е она што треба да го гледаат. Дали влијае токсично, и како би рекла дека влијае токсично, затоа што сите истражувања ни покажуваат дека нема деца од 8 до 15 години кои што не ги следат социјалните медиуми како TikTok, како YouTube и едноставно значи го креираат својот стил и начин на живот според она што го гледаат. А тоа од друга страна ни представува една основа за споредба со едни или со други. Никогаш велиме споредбата дека може да биде позитивна и да биде еден начин на мотивација, меѓутоа никогаш споредбата е онаква што не прави да се чувствуваме незадоволни од себе, со ниско самопочитување, ниска самодоверба. Децата изложени на маркетинг и моќното влијание на потрошувачката култура стануваат зависници на потрошувачки навики и ставови. Медиумите влијаат на детските мисли, перцепции и ставови. На овој начин се обликува реалност во која децата стануваат само потрошувачи. Тие маркетинг содржини се оние кои што исто така во голема мера нели влијаат врз однесувањето и сите истражувања покажуваат дека токму тие маркетинг содржини се така направени да нели влијаат во човековата перцепција. Јас дури сметам дека многу повеќе психолози се вклучени во сите тие маркетинг кампањи отколку специјалисти по маркетинг и економисти. Во таа насока едно од последните истражувања кое што сега го читав е на пример рекламите за брза храна. Се така направени да влијаат на вистина врз мозокот на децата да потоа бараат да ја конзумираат таа брза храна и нели сите оние негативни ефекти од истата. Во последнава декада се погласно се говори за темата децата како потрошувачи. Во јавноста се нагласува дека детството денес е уништено од возрастните. Децата се орудие на потрошувачката економија, а нивната економска моќ зависи од нивните родители. Младите луѓе се почесто се дефинираат и се перцепираат врз својата способност за трошење, па честопати ова силно влијание ги втурнува во импулсивно купување во насока на поврзаност со брендовите кои се популарни. Се одвиваат процеси на поистоветување со производи или ѕвезди на потрошувачкото општество, на интернализацијата на содржините во врска со тие производи и ѕвезди, процеси на формирање мотиви, норми и стандарди, верувања, цели и други психички својства. Во тенденцијата нели на човековиот и особено на детскиот мозок е да правиме споредби и да се поистоветуваме со некого. И сега кога таа споредба ние ја правиме со некој кој што е нели општо прифатена личност, која што е позитивна личност и која што можеби се занимава со филантропија или познат спортист или музичар, тоа не предизвикува кај нив едно чувство на нелагодност, непријатност, затоа што нели се споредуваме со една светска звезда и може да биде само мотивација. Меѓутоа, кога споредбата ја правиме со некој кој што е нели колку нас, некој кој што ни е сосед, а на социјалните медиуми представува една многу попозитивна слика. Ние кога ги отвориме социјалните медиуми ќе видиме дека ние го представуваме само нешто е позитивно, убави трпези, излегувања, убав начин на облекување, стил на живот, шетање. Кај оние деца кои што имаат помалку можности и така може да влијае негативно. Емоционално скршени деца, анксиозни, уморни, депресивни,
Ова е резултат на изложеноста на децата. Постојаната изложеност на дигитална технологија води до емоционална депривација, туку и води до намалување на самодовербата и лош квалитет на живот. Прво би почнало тоа што денеска децата, за да бидат за да бидат во кругот на оние кои што се актуелни во училиште, спијат со телефоните до глава. Што подразбира тоа? Тоа подразбира дека немаат мирен сон, дека немаат соодветен сон, дека цело време се во грч и во притисок да не им стигне некаква порака, а тие не ја видат, или ако не ја видат утре дента во училиште, нема да знаат што е ново, едноставно ќе бидат исклучени од тие групи. Тоа води до лошо физичко здравје, лош сон, а автоматски води до лошо ментално здравје, бидејќи не се способни ниту за настава, ниту се способни за работи кои што им дозволуваат да ги прават понатаму, оние работи кои што ги сакаат, хобија и слично. Во насока на намалување на консумеризмот, неопходно е родителите да ја сватат својата клучна улога во промоција на здрави потрошувачки навики и вредности кои што не се поврзани со материјализмот. Некако ние како родители, ја сега ќе се ставам во улога на родител на дете од 9 години, како пред време да ги пораснавме децата, како да заборавивме дека треба да комуницираме со нив, како да заборавивме што е она што е добро и оние ритуали кои што постоја во минатото, дека се седнува на маса за ручак или се руча без телефон и се комуницира за одредени навики меѓу кои што си потрошувачките навики, денеска како да го губат своето влијание и мислам дека родителите се оние кои што треба, и не само родителите, туку и училиштето, да бидат оние кои што ќе направат една критична мисла кај децата, да ги оспособат за она што треба да не само што треба да се гледа, туку како да се направи селекција на она што се гледа, практично кои се оние позитивни пораки кои што можеме да ги восприемеме од социјалните медиуми, а што е на кое што треба да кажеме не. Критичкото мислење е она кое што е клучно за една личност да биде, би рекла, здрава во секој можен аспект, треба да знае дека она што го гледаме секогаш на медиумите не значи дека тоа е реалниот свет. Ние можеме да гледаме на социјалните медиуми, како што споменав, нели, идилични семејства, идилични лица кои што и како добро научиле да ја стават јавната маска кога ќе излезат од дома и веројатно она што е клучно, тука пак би кажала дека образованието е она кое што е најважно во текот на нели тие образовни, би рекла и класни часови кај учениците кои што се во основно и во средно образование се многу важни за децата да учат критички да размислуваат, меѓутоа и да направат селекција, што е она што е токсично, што е она кое што може да влијае позитивно врз нивниот раст и развој. Образованието кое вклучува критичко размислување, финансиската писменост и одговорни потрошувачки навики се клучни. Сваќањето на влијанието на консумеризмот кај децата треба да поттикне релевантни стратегии и одлуки со кои што ќе се влијае врз создавањето здрави потрошувачки навики, критичко размислување и самосвесност кај децата и младите луѓе. Што е консумеризам? Конзумеризам е комплексен поим кој што ја одразува влијанието на потрошувачката врз различни сфери на животот, економијата, општеството, психологијата и културата. Во економски контекст, конзумеризмот е двигател на економскиот раст. Идејата е дека колку повеќе луѓето купуваат производи, толку повеќе економијата ќе расте. Компаниите произведуваат повеќе да ги задоволат потребите на потрошувачите, со тоа нели ќе се отворат работни места, се создаваат работни места, се зголемува профитабилноста и се подобрува животниот стандард. Покрај влијанието врз економијата, конзумеризмот исто така го менува начинот на кој што едно општество функционира. Со постојаното купување на нови производи, луѓето на некој начин ги формираат нивните општествени статуси врз она што го купуваат и поседуваат. Тоа создава притисок за постојано трошење за да се одржи стекнатиот статус, а луѓето ги става под еден емоционален и финансиски притисок. Конзумеризмот влијае и врз психолошките состојби на поединецот. Психолошката мотивација за купување често се поврзува со чувство на среќа, исполнетост, задоволство, кое често може да биде краткотрајно.
Постојаната потреба за купување нови производи може да предизвика стрес, анксиозност, чувство на празнина, бидејќи често луѓето емоционалните празнини настојуваат да ги исполнат со материјални добра. Конзумеризмот може да го разгледуваме и од културен аспект. Во културниот конзумеризам всушност особено е видлив во западните општества, каде што материјализмот и индивидуализмот се клучни вредности, а купувањето нови производи пак се гледаат како израз на личниот идентитет. Секој од овие аспекти укажува на тоа дека конзумеризмот е многу повеќе од економска активност, бидејќи е длабоко вграден во сите наши општествени, психолошки и културни сфери. Би сакала да се надоврзам на ова последното, особено кога потрошувачот е во фокусот. Колку во таа насока е значајна потрошувачката култура и што всушност представува таа потрошувачка култура? Така, културата на потрошувачот е општествен феномен и ја одразува доминантната улога на потрошувачката во модерниот живот, бидејќи често луѓето се дефинираат и вреднуваат врз основа на тоа што купуваат и поседуваат. Оваа култура ја промовира идејата дека среќата, успехот, статусот, идентитетот може да се стекнат преку материјалните добра и услуги. Во културата на потрошувачот, материјалните добра имаат клучно, централно место. Често луѓето своите цели ги поврзуваат со поседување на одредени производи. Дали ќе биде нов автомобил, нов мобилен телефон, брендирана облека и слично. Ова создава чувство дека успехот во животот всушност се мери преку материјалните достигнувања. Понатака со купување на одредени производи, луѓето го градат својот личен идентитет, со изборот на одредени брендови и стилови, луѓето комуницираат со светот за тоа кои се, што нив им е важно и која е нивната припадност во општеството. Купувањето исто така се поврзува со моменталното чувство на исполнетост, задоволство, кое што понекогаш рековме е краткотрајно и налага потреба од постојано купување на нови производи за да може да се задржи тој позитивен емоционален ефект. Понатака рекламите, медиумите исто така играат значајна улога во животот на луѓето. Рекламите често ги изложуваат луѓето на пораки дека новите производи ќе ги решат нивните проблеми, ќе бидат патот до нивната среќа. Преку социјалните мрежи, рекламните кампањи, понатака преку инфлуенсерите, луѓето се мотивираат да купуваат што повеќе и повеќе. Производите се дизајнирани со краток век на траење и брзо да излезат од мода, што повторно ги тера луѓето да ги заменат старите производи со нови и ги тера на прекумерно трошење. Во општествата каде што доминира културата на потрошувачот, поседувањето на одредени предмети, оние престижни, луксузни предмети, всушност представуваат знак на успех, но тоа води кон еден потрошувачки надпревар меѓу поединците, каде што другите настојуваат да ги надминат оние кои што имаат повеќе од нив, значи да ги надминат и во трошењето и во поседувањето. Тука сакам да напоменам дека иако прекумерното купување не се перципира како проблем, тоа може да премине во зависност, како зависноста што ја имаме од дрога, алкохол, од видеоигрите. Луѓето може да се најдат во еден циклус на постојано купување за да можат да се справат со некој стрес, да задоволат некоја емоционална потреба. Тоа се нарекува компулсивно купување, односно шопинг зависност, каде што купувањето се користи како механизам за бегство од емоционалните проблеми, но води до долгорочни финансиски, психолошки или социјални последици. Што опфаќа самиот процес на купување? Како ја носиме одлуката да купиме некој производ? Така. Маркетинг професионалците го насочуваат фокусот кон истражување на мотивот
односно што е она што ги поттикнува луѓето да купуваат нови производи со цел да ги прилагодат нивните кампањи и производи на потребите на потрошувачите. Самиот процес на донесување одлука за купување од страна на потрошувачите поминува низ неколку фази. Најпрвин е одредување на потребата или проблемот. Потребата може да биде функционална, замена на некој стар уред со нов, може да биде емоционална, значи за подобар изглед, за повисок статус и така натаму. Откако ќе се препознае потребата, понатака се оди кон пребарување на информации за можни решенија. Пребарувањето може да биде интерно, преку сопствено искуство, но и екстерно, преку реклами, интернет, преку пријатели. Сега во оваа фаза улогата на маркетинг професионалците е да ја олеснат преку објавување содржини, реклами во социјалните медиуми и насочување на вниманието на потрошувачот кон нивните производи. Понатака следува фазата на евалуација на можните решенија, опциите кои што им стојат на располагање на потрошувачите. Тука тие ги споредуваат квалитетот, цената, карактеристиките, а улогата на маркетинг професионалците е да ја истакнат предноста на своите производи преку стратегии за диференцијација и јасно комуницирање на вредностите. После тоа следи донесување на одлуката за купување од страна на потрошувачот, која што може да биде под влијание на емоции, попусти, препораки и така натаму. Откако ќе го купат производот, го оценуваат и искуството од нивното купување, кое што може да води кон лојалност или пак кон незадоволство. Тука маркетинг професионалците се насочени кон задржување на купувачите преку креирање програми за лојалност и поддршка по продажбата. Значи, самиот процес на купување представува мешавина на емоционални и рационални одлуки, а маркетинг професионалците применуваат психолошки стратегии за влијание врз потрошувачите и да ги водат кон самото купување. Колку потрошувачките навики не дефинираат како личност? Потрошувачките навики имаат значајна улога и не дефинираат како го дефинираат нашиот личен идентитет, но не мора да бидат единствениот и најважниот фактор кој што ќе ја дефинира нашата личност. Со купувањето на одредени производи и услуги се потенцираат некои аспекти на нашата личност, нашите интереси, нашите вредности, припадност кон некоја група кои што представуваат аспект како другите нас не перципираат и како ние самите се доживуваме. Со купување на некои производи од облека до технологија, значи се одразува нашата индивидуалност и нашиот стил. Например, ако некој повеќе купува еколошки производи, може да го изрази својот став кон заштита на животната средина. Друг пак што купува луксузни брендови, се стреми кон престиж и статус. Има луѓе кои што купуваат производи кои што го сигнализираат нивното припаѓање кон некоја специфична култура, професионални кругови, социјални групи, давајќи слика за тоа кои се тие. Така што можеме да кажеме дека нашите потрошувачки навики не ја дефинираат целосно нашата личност. Личниот идентитет е комплексен поим кој што вклучува многу други фактори, како што се вредности, лични односи, професионални цели и личен развој. Ќе се вратам на маркетинг стручњаците, затоа што тие ги користат сите алатки кои што им стојат на располагање со цел да влијаат психолошки на потрошувачите и да поттикнат купување. Колку во таа насока се користат дигиталните алатки, дигиталните мрежи и останатите медиуми, впрочем, за да се испрати некоја порака со цел да се влијае врз процесот на носење одлука за да се купи нешто. Така. Дигиталните алатки и медиуми значително влијаат врз потрошувачката, колку луѓето купуваат производи, трансформирајќи го начинот на кој што луѓето пристапуваат и го купуваат производот. Социјалните мрежи
мобилните апликации, платформите за електронска трговија овозможуваат многу побрз, полесен пристап до информации и нови производи, со што се поттикнува импулсивното купување и потрошувачка кај луѓето. Таргетираните реклами, влијанието од страна на инфлуенсерите навистина е големо врз нивната публика. Препораките од познати личности, блогери, може многу да влијаат врз луѓето и луѓето брзо да се убедат да ги купат производите кои што тие им ги нудат, кои што тие им ги препорачуваат. Понатака, ремаркетинг стратегиите исто така постојано ги следат луѓето, нудејќи им ги повторно производите кои што луѓето претходно ги разгледувале, не се одлучиле да ги купат, и сега со овие стратегии тие повторно ги гледаат и се наметнува едно чувство на итност на купување. Поп-ап понудите, временски ограничени, исто така попусти и слични стратегии наметнуваат потреба луѓето веднаш да се одлучат за купување на некој производ. Значи, дигиталните алатки и маркетинг стратегиите имаат значително влијание врз обликувањето на современиот конзумеризам. Тие создаваат средина каде што луѓето се под некои информации за нови производи и всушност со тоа се поттикнува нивната потрошувачка, не само кога нив им е реално потребно, туку некогаш и од некои емотивни побуди. На пазарот имаме се почесто персонални производи кои што се наменети конкретно на одредени потрошувачи. Значи сега се препознаваат и се пресретнуваат некои персонални потреби, но понекогаш тоа не е ни неопходно, па често пати сваќаме дека сме уловени да купиме некаков шампон за нашата боја на коса или некаков сличен производ кој што во таа насока нам не ни е потребен. Но ете и овдека маркетинг алатките имаат улога на поттикнувач на купување на производи кои се стрикно наменети преку пораката за вас. Дали навистина ја содржат таа потреба да се која што ќе ни ги задоволи нашите барања, или ние купуваме веќе уловени во, ајде ќе ја наречеме таа пајакова мрежа, поттикнати да купиме можеби производ кој што нам не ни треба. Живееме во време кога маркетингот е извонредно напреднат, така што се создава чувство дека секој аспект од нашата личност, нашите желби, потреби се добро познати на компаниите. Во тој дел постојаната изложеност на новите производи од страна на маркетинг професионалците не само што го привлекува нашето внимание кон купување, туку и не поттикнува да го направиме тоа купување, дури кога не ни е некогаш нешто во моментот потребно. Сега се прашуваме некогаш дали може да одолееме на таа волшебна привлечност од страна на професионалните маркетари. Можеме да кажеме дека прво треба да бидеме самосвесни, значи да го познаваме влијанието на маркетингот, да знаеме дека рекламите, понудите се дизајнирани да ги поттикнат емоциите, импулсите кај нас за купување, и ако добро тоа го разбериме, тоа ќе ни помогне да донесеме рационални одлуки кога треба нешто да купуваме. Понатака да креираме личен буџет и да се придржуваме кон тој буџет. Ако имаме финансиски граници, тогаш нема да правиме непланирани трошења. Понатака паметно купување. Кога треба да донесеме некоја одлука за купување, треба да се запрашаме дали навистина тоа нас ни е потребно, дали тој производ што би го купиле ќе ги задоволи нашите реални потреби или пак само ќе задоволи некои наши привремени желби. Исто така треба да бидеме свесни за попустите, промоциите кои што се прават. Тие можат да бидат многу примамливи, меѓутоа треба да размислиме
дали тој производ што ќе го купиме на вистина ни е потребен или пак само го купуваме затоа што е на попуст. Се чини дека во периодот на пандемијата малку бевме поодговорни кон донесувањето на одлуки за купување на одредени производи. Но после одредено време се вративме на некој начин на старите практики. Како повторно да најдеме рационалност во поглед на носењето на одлуките за купување, бидејќи ние мора да знаеме дека и нашата планета има одржливост и граници. И ние мора да знаеме дека ресурсите не се неограничени, туку дека еден ден ќе мора и ние да се промениме со цел да го спречиме нивното исчезнување. Пандемијата донесе многу промени и во потрошувачките навики кај луѓето, намалувајќи ги непотребните трошења и поттикнувајќи ги луѓето да купуваат само што на вистина им е неопходно. После пандемијата, конзумеризмот се врати брзо на сцена, поттикнат од желбата да се компензираат ограничувањата и неизвестноста. Во тој контекст, маркетингот за одговорно купување ни е навистина повеќе од потребен. Неговата цел е да ги едуцира потрошувачите за последиците од нивните одлуки за купување и да ги поттикне да донесуваат подобри одлуки за тоа што тие би купиле, значи да прават одговорни избори. Тој се фокусира на одржливост, како што спомнавте, да се потрошувачите да купуваат производи кои што се произведени на одржлив начин. Тука вклучува едукација за користење на обновливи ресурси, рециклирање и намалување на отпад. Понатака етичко купување, потрошувачите да купуваат производи од компании кои што ги поддржуваат правата на работниците и кои се посветени на социјалните и етички стандарди. Исто така тој се фокусира и на планирано купување, значи потрошувачите да купуваат квалитетни производи и со долг век на траење, а не импулсивни краткорочни купувања кои што брзо ќе завршат на отпад. Така да со враќањето на конзумеризмот во постпандемскиот период навистина е голема потребата од маркетинг за одговорно купување. Тој не само што ќе подобри економијата и позитивно ќе влијае врз животната средина, туку ќе придонесе и кон подобро ментално здравје и социјална свест. Маркетингот за одговорно купување ќе може да биде клучен чекор кон создавање на поодржливо и балансирано општество. Ана Тодоровска е организаторка на иницијативата Второ Азно. Ја започна во ковид периодот кога луѓето имаа ограничен пристап до ресурси, а многумина и останаа без своите работни места. Сметав дека може да придонесам на тој начин што ќе направиме една платформа каде што ќе споделуваме ресурси, без разлика дали станува збор за предмети од домакинството, храна, облека и така натаму. Инаку, ова иницијатива ја започнав уште неколку години претходно, која што е инспирирано од едно глобално движење кое што се нарекува навистина слободен пазар, каде што луѓе се собираат на јавни површини како паркови, плоштади и така натаму и таму ги разменуваат сите оние нешта кои што не им се потребни. Значи зборуваме тука не само за предмети од домот, туку и размена на услуги. Поради условите моментално во кои што се наоѓаме и колку што ни дозволува просторот, во моментот организираме размена на книги и на облека. Меѓутоа идејата е ова иницијатива да се прошири и можеби да создадеме една дигитална платформа. Во моментот функционира група на Facebook каде што луѓе од различни градови можат да си разменат или можеби да продадат нешто за пониска цена. Меѓутоа идејата е понатаму да разменуваме секаков тип на услуги, добра, не само предмети. Според Ана, може да поттикнеме паметно, разумно и одговорно купување со свесност за потеклото на производите и свест за нашата потреба. Ако си одговориме на прашањето зошто ми е ова потребно, бидејќи често ние правиме избори и одиме да купуваме за да задоволиме некоја друга потреба во позадина, а не она кое што самиот предмет би можел да го задоволи.
Од една страна, консумеризмот денеска е многу присутен и многу е раширен, бидејќи тој представува една поширо економска и социјална идеологија, и се темели најмногу на потребата за уште, односно го експлоатира на чувство на недоволност кај луѓето, дека секогаш може повеќе, секогаш може подобро, тоа можеме да го видиме секогаш со рекламите за нови производи, секогаш нов подобар телефон, ова што го имаме не е доволно добро. И сега ние живееме во свет кој што постојано налага некој брз ритам на живот, така што и некогаш немаме време, па функционираме по онаа логика купи, фрли, купи, секогаш може ново, секогаш може нешто да се замени. Додека од друга страна штедењето, ако веќе нели зборуваме за паметно штедење, налага да направиме свесен и одговорен избор. Односно, ако купиме некој производ кој што можеби е малку поскап, меѓутоа е поквалитетен, е направен од одржливи материјали, тогаш не само што ќе си понудиме на самите себе си еден квалитетен производ, исто така и ќе направиме една одговорна работа спрема планетата и спрема заедницата. Ана предлага да го забавиме темпото на секојдневието, да се свртиме кон себе и да си го поставиме прашањето што и дали ни е потребно. Не можеме да алоцираме секогаш одговорноста само на индивидуално ниво, тука треба одговорност да земат и компаниите кои што произведуваат работи, тука се нели најмногу одговорни големите корпорации. Меѓутоа, исто така свесно треба да се организираме и на ниво на заедница да делуваме со некои нови практики, вмрежување, поврзување, создавање на вакви платформи за размена. Најнапред да истражиме за потеклото на производите, нели какви материјали тие вклучуваат, дали се одржливи, дали се неодржливи, за етичноста на производството на тие производи, затоа што често тоа вклучува експлоатација на малолетни деца или ужасни работнички услови. Исто така многу е важно кога купуваме нешто да се информираме за целата позадина на тој предмет, меѓутоа и за компаниите кои што ги произведуваат и која е нивната политика. Консумеризмот стана доминантен општествен феномен кој поттикнува купување на производи или услуги во големи количини, честопати непотребни. Стана идентитет на многу луѓе. Претераната потрошувачка води кон прекумерна експлоатација на ресурсите како што се водата, шумите, минералите, што пак резултира во нерамнотежа во природата. Терминот консумеризам е општествена и економска идеологија, која има за цел постојано стекнување на материјални добра или услуги во се поголеми количини. Продавањето, купувањето, трошењето пари се важен аспект во живеењето на современите луѓе. Конзумеризмот најлесно можеме да го објасниме како економска и културолошка идеологија, која што базира на идејата дека треба да се акумулира на една страна богатството на капиталистите, чие што алатка во суштина е конзумеризмот, а на друга страна постојана и непрекидна акумулација на производи, материјални добра и купување на истите во еден непрекинат тек. Некои стручњаци сметаат дека консумеризмот е психосоцијален израз на пресекот помеѓу структурното и индивидуалното во сферата на потрошувачката. Според статистиките, скоро 2 милиарди од луѓето во светот ја сочинуваат така наречената консумеристичка група. Оваа група е фокусирана на собирање непотребни работи, па дури и задолжување, со што ова е индивидуален, финансиски и еколошки проблем. Зачетоците на конзумеризмот се некаде во почетокот на 20 век, кога веќе зема замав индустриската револуција и се менува начинот на производство на добра и услуги, кои што излегуваат во многу поголеми количини за многу пократко и побрзо време. Неминовно во еден период од времето конзумеризмот представуваше еден модел на економски раст, кога луѓето од една сиромаштија се издигнаа можеби до некое ниво на почетна средна класа. Меѓутоа, со тек на време, како што одмина веќе 20 век и сме навлезени во 21-виот, сега јасно гледаме дека со себе тој носи многу низа штетни појави во едно општество. Некои од нив кои што би можеле да ги наброиме вака како први кои доаѓаат на ума, за луѓето не се страни и непознати,
се например претераното инсистирање на индивидуализам наспроти заедништво, кое што до известна смисла води или граничи со осаменост и отуѓување меѓу луѓето. Дополнително исто така се создава многу отпад поради прекумерното производство и потрошувачка на материјални добра, со кој што отпад ние се уште не можеме доволно добро да се справиме и гледаме сега дека има сериозни последици по уништување на животната средина. Меѓу другото, како последица на конзумеризмот се јавува и материјализмот, односно преголемиот фокус на поседувањето на огромни количини материјални добра. Истакнувањето на материјалните вредности, споредувањето со другите, социјалната нееднаквост, ова се само дел од последиците кои влијаат врз луѓето и посебно негативно се одразуваат врз животите на младите луѓе. Консумеризмот може да предизвика незадоволство, компулсивно купување и еколошки проблеми. Влијанието на материјализмот може да има долгорочни последици на перцепцијата за среќа, самопочит и животни приоритети. Материјализмот се однесува на ставот кон поседувањето на материјалните добра, како централна улога во животот, како и одредувањето на вредности и идентитетот на поединците. Ориентирањето на материјалното се јавува како ефект предизвикан од несигурност при изложеноста на материјалните модели и вредности. Ова може да резултира во компулсивно купување, кое пак може да има скоро еднаков ефект како неконтролираното употребување на алкохол, дрога и слично. Зошто успева да трае толку долго време оваа идеологија? Затоа што многу умешно почива на приказната или идејата дека нашата лична среќа, нашиот личен идентитет, дефинирањето на себе си во суштина е тесно поврзано со она што го поседуваме како материјално добро. Овде фокусот целосно се поместува од вредности и принципи на она што го поседуваме. Можеме да спомнеме меѓу другото како основа за траењето на конзумеризмот толку долго време без да биде заменет со една друга може би похумана идеологија е и поради тоа што почива на основите на психологијата и психоанализата, која што ги проучува човекот, човековиот ум, неговата природа, начинот на размислување, начинот на однесување, за да потоа наоѓа точни алатки и тактики со кои што може да ги допира оние слабости кои што ќе бидат при тоа детектирани кај луѓето. Купувачката култура и потрошувачките навики се многу важен дел од консумеризмот. Тие стануваат темел на потрошувачкото општество во кое човековите вредности се трансформираат во добра, а поединците се почесто се актери на пазарот наместо граѓани. При процесот на купување почнуваме со одредена потреба, а завршуваме со одлука за купување. При тоа честопати сме пресретнати од бројни маркетинг тактики и алатки кои влијаат врз нас и не предизвикуваат да купуваме покрај потребните и работи кои не ни се неопходни. Па така со распродажбите, честопати сме уловени во рекламната мрежа како купуваме стоки или услуги кои можеби нема да ги користиме. Јас би рекла маркетингот воопшто е многу мокна област, многу разработена и базирана на научни докази. Тоа ја прави дотолку колку што корисна, дотолку и опасна во рацете на луѓе кои што можеби немаат поставено соодветни етички принципи. Слично како ножот, со него можете да намачкате путер на лепа, ама можете и да повредите некого. Тука постојат низа алатки кои што со децении произлегуваат како новитети во научната литература, кои што потоа ние понатаму ги користиме за да се обидеме не само да комуницираме со луѓето, туку и да им продадеме. Тоа е реалност. Сега можеме да наброиме некои од нив, чисто да ги спомнеме пред публиката, да им ги освестиме можеби. Јас би рекла или би почнала со профилот на идеален купувач. Ова е една алатка со која што ние буквално вршиме дисекција на личноста на различни групи потрошувачи, за да ги испитаме во контекст на нивната демографија, во контекст на местото на живење, местото на работење, понатаму психографските негови карактеристики, исто така начинот на кој што се однесува, начинот на кој што комуницира, каналите на кој што комуницира. Дополнително ги бараме и така наречените точки на болка или точки на интерес, на кои што ние потоа смислено можеме да притискаме за да го предизвикаме она веќе претходно спомнато внимание, интерес и слично.
Покрај оваа алатка постојат навистина многу други, вредат да бидат спомнати продажната инка, која што не учи како да го забрзаме процесот на носење одлука за купување кај потрошувачите, при тоа привлекувајќи ги со низа техники и со низа тактики маркетиншки, да од потенцијални потрошувачи што побрзо станат фактички потрошувачи и го купат производот. Понатаму маркетинг миксот не смее да биде изоставен во смисла на елементите со кои што ние можеме да управуваме, вклучувајќи ги тука самиот производ, цената, промоцијата, дистрибуцијата, понатаму луѓето во процесот, самиот начин на изведување на процесите во таа размена, како и од друга страна физичкото обкружување во кое што се дава таа услуга, им стојат на располагање на маркетерите да управуваат со нив и да ги насочуваат и перцепциите, но и однесувањето на потрошувачите. Маркетинг стратезите тоа добро го познаваат и го користат, поттикнувајќи не да донесеме потрошувачка одлука. Имено компулсивното купување значи зависност од купување и постојано купување на се повеќе и повеќе производи кои што не ми се ни потребни и заради кои што можеме да влеземе и во долг. Многу често се случува да гледаме реклами како ни продаваат буквално кредитни картички за да купуваме се повеќе производи, за да потоа ние го враќаме долгот можеби со месеци, можеби со години и слично. Но бидејќи станува збор за зависност, треба да сватиме од каде доаѓа. Имено, еден просечен потрошувач во текот на еден ден е опсипан или буквално бомбардиран од прилика со 4000 до 10, а веќе сега стигаме и до бројки од 12.000 пораки, промотивни пораки на ден. Што значи дека тоа е една огромна количина на информации и тоа не само во поглед на информирање на луѓето за тоа што сега има ново на пазарот, каде можат да го најдат, туку напротив, сосема умешно смислени, плански пласирани пораки кои што освен што информираат, исто така имаат буквално задача и цели поставени да ни привлечат интерес, да ни привлечат внимание, при тоа да ни креираат и желба за купување, посакување на тој производ и на крај нормално да не доведат до акција, односно фактичко купување. Медиумите играат многу важна улога како маркетинг канал и во таа насока денес посебно може да се истакне влијанието кое се наметнува преку дигиталните медиуми и социјалните мрежи. Тие се буквално 24-часовен огласувач. Би препорачала публиката можеби и да го види филмот The Social Network. Од друга страна би рекла дека они спаѓаат само во еден мал сегмент од маркетингот, каналите на комуникација кои што спаѓаат под промоцијата во рамки на маркетинг миксот, но од друга страна се сериозно мокна алатка, која што докажано веќе создава зависност кај луѓето. Го имаме тука поради алгоритмите на кои што базираат социјалните мрежи, така наречениот Лас Вегас ефект, кој што се однесува на постојаните бустери на допамин во мозокот со скролањето на нашите телефони како резултат на новитетите кои што ги гледаме, нели, од разните содржини, но од друга страна тука има и докажани други сериозни штетни влијанија од типот на анксиозност, дисморфија, анорексија, булимија, понатаму дури и депресија, брз пренос на негативни трендови во рамки на едно општество и во секој случај апсолутно огромната база на промотивни пораки кои што на тој начин стигаат преку нас. Некои анализи покажуваат дека поголемата потрошувачка не предизвикува среќа. Напротив, луѓето стануваат очајни и депримирани додека се обидуваат да ги следат сите трендови и да работат подолго и повеќе, што секако негативно се одразува на нивното слободно време и социјални релации. Секако дека луѓето имаат на располагање низа начини како да се одбранат буквално од овој еден вид напад, така е на агресивни маркетинг тактики. Јас би рекла, пред се мораме да препознаеме дека имаме проблем. Да станеме свесни дека живееме во неодржливо општество, кое што ќе мора да го менуваме порано или подоцна. Од моментот на препознавање на проблемот, понатаму ни стои на располагање опсежна едукација, за која што низ разни канали, како што сега тоа го правиме со промотивните пораки, ја пренесуваме во смисла на едукација за механизмите со кои што се служат тие центри на мок за да ги упатуваат тие наменски пласирани пораки до нас. Понатаму едукација за нашата природа, нас самите, како функционираме, кои се нашите тригери, што е она што не придвижува, кои се мотивите кои што не водат во процесот на одлучување за купување. Дополнително можеме да едуцираме и да изучуваме нови модели на функционирање во рамки на едно општество.
Тука како пандан на конзумеризмот, јас би рекла дека на располагање ни стојат можеби усвојување на делови од минимализам, одржливи практики, одржливо живење, понатаму можеби и социјализам како некоја идеја во иднина може да се наметне и слично. Од друга страна би рекла дека е важно и на секојдневна основа да си направиме можеби комбинација буквално на некои наши лични тактики со кои што самите себе ќе се ограничиме да не бидеме жртва на конзумеризмот. Во оваа смисла пред се мислам на ограничен буџет на трошење на непотребни работи. Може би поставување пред себе си на прашањето дали навистина ова ми треба или други фактори ме тераат да го купам. Понатаму, намалување на изложеноста на рекламни пораки. Поминувајте помалку време пред екраните или тоа нека биде контролирано со некоја корисна содржина за вас наместо едноставно скролање и нели да бидеме изложени на толков број на информации. Прекумерното купување е класифицирано како нарушување на менталното здравје. Денес во артикулација ве запознаваме со проблемите кои може да бидат предизвикани од оваа состојба. Во светот постојат етички и зелен консумеризам. Нивната визија е одржлива или рационална потрошувачка. Не купувај ако не ти треба. Може ли да одолееме на маркетинг триковите со попусти? Да, доколку купуваме одговорно. Компулсивното купување заменете го со промислена одлука да купите производи за кои ќе размислите. Ќе пребарате рецензии и ќе анализирате дали навистина имате потреба од тој производ. Ограничете изложеноста на реклами. Намалете го времето поминато на дигиталните мрежи. Кажете не на новите трендови кои се менуваат постојано. Одберете минимализам. Не се задолжувајте за да купувате. Бидете одговорни за вас и вашите деца. Планетата не е само наша, таа треба да им ја оставиме како наследство на нашите деца. Одберете хоби како нов извор на позитивни емоции и среќа. И секогаш имајте на ум дека ресурсите на планетава не се неограничени. Не создавајте непотребно ѓубре преку купување на добра кои нема да ги користите, без разлика дали се храна, облека или слично. Семејството, пријателите, личниот развој, откривањето на некое хоби може да бидат одлична препорака за намалување на зависноста од материјалните добра како извор на среќа. Веруваме дека поуката од оваа приказна ќе ви биде од корист. Довидување!